Поминаа 10 дена од големиот успех кој што го направивте со пласманот на Европското првенство во Полска. Додека на сениорската репрезентација никако да и појде и да дојде до резултат кој што се посакува, младинската репрезентација на Македонија направи голем успех. 6 победи, 3 нерешени, 1 пораз, кој што се заборави бидејќи беше на почетокот на квалификациите. Честитки за пласманот на Европското првенство во Полска. И сега после 10 дена главите се оладени и како се размислува сега. Тогаш беше една еуфорија, сите како се радувавте, знаевте да го проставите тој пласман, но како се размислува сега? Свесни ли сте веќе за успехот кој што успеавте да го направите? Па сега лично за мене, јас после 9-10 дена уште така подлабоко во мислите, уште едноставно не сум ни свесен уште што се деси, што направивме, али ете, како што минува времето, полека тоа останува позади нас. Сега полека се фокусираме на тоа првенство што ни е во Полска, ќе се спремаме, па се надевам дека и таму ќе биде добро. Како беше да се биде на терен, бидејќи верувам за сите, ако не за сите, барем за повеќето, беше прв пат да се игра пред повеќе од 20.000 публика, кои што постојано ве бодрија, но имаше некои моменти кога што се радува, вие игравте, немаше некоја шанса за гол, а тие се радува. Беше ли, можеби, тој некој се чувствуваше некако притисок, можеби од трибините дека ете паднал гол во Исланд, а вие тука се борите вако за победа, на чекате убав резултати од таму? Па сега не знам, јас можам да кажам што бев доле стварно на теренот и цела концентрација ми беше на таа утакмица, пошто сите мои колеги, јас лично буквално живееме за таа утакмица. И сега после утакмицата слушав коментари дека имало еуфорија кога давале Украина гол. Буквално јас на тоа све не се ни сеќавам. Можам да кажам дека ете за мене прв пат во мојот живот и во мојата кариера да има толку народ на една утакмица и стварно атмосферата беше неверојатна. И чувството да, не знам, да игра за својата држава пред толку народ е неопишливо едноставно. Сонувавте ли на почетокот на кариерата дека ќе дојдете до еден ваков момент за да се пласирате на првенство или барем да дојдете до можност да се пласирате, бидејќи ете имавте шанса по долг период, но моравте во последното коло да се изборите за тој пост? Па лично за мене мислам дека на секој играч е желба и сон да го оствари тоа, да игра на некое макар и до 21 генерација на некое големо надпреварување. Па ете, ми се оствари, не знам, можам исто да кажам дека ние кога почнаме со квалификациите, идевме од надпревара од утакмица во утакмица и буквално самата помисла дека на секој нареден надпревар треба да го дадеш максимумот, ете не доведе до тука. Имате 5 гола на овие квалификации со кои што сте најефикасен во овој состав на репрезентацијата, 4 гола. 4 да, еден пред. Да. Репрезентацијата до 21 година. Ви недостигаат според некои статистики уште 2 за да бидете најефикасниот во репрезентацијата до 21 година на сите времења во Македонија. Ќе може ли да се направи тој успех или да се надмие да дадат 3 гола и Тина Марковски да биде проведен? Па не знам, мислам би било чест и гордост да биде тоа така, или без разлика. Јас своите голови, мислам, стално ги споделувам со екипата, со сите мои колеги, пошто стварно и без нив не би ги дал тие голови едноставно. Не знам, би ми било чест ако биде тој, се надевам дека ете виндина може да се оствари таква нешто. Која репрезентација беше најтешко и кој говорите ако ништо друго барем ви е најдраг од тие 4 што ги постигнате во квалификации? Па најтешко и најдраг гол ми беше тој против Шкотска што дававме на гости, пошто стварно таа утакмица за мене беше една од најтешките и не знам, ете таа утакмица можам да издам како најтешка и најдраг гол за мене лично до сега. Игравте и против Франција во овие квалификации, кој што според некои податоци е
репрезентација вредна многу милиони. Има играчи кои што настапуваат и во премиер лигата и во дел од другите посилни лиги. Какви беа тогаш во тие моменти, како беше, дали мотивот работеше многу повеќе односно на другите надпревари или вие гледате французите како и секој друг во Европа? Па, јас само една утакмица играв исто со Франција, таа што игравме дома 2-2. Не знам, ете, буквално за таа утакмица и се спремавме доста време и не знам, можам да кажам дека во тој момент си почувствував дека сега е тоа што го чекаш долго време и дека треба да го дадеш својот максимум, да ги изработиш сите задачи што ги даде селекторот, па ете на крај испадна стварно добра, можеш и уште подобро. Веќе се знаат и 9 од можните 11 противници за надпреварите на Европското првенство. Гребката ќе биде на 1 декември, има уште време до тоа. Секогаш уште повеќе време до првенството, но ако може да се бира, може да се одбере некој противник со кој би сакале да играте на првенството. Тука се многу силни репрезентации, кои што имаат секако силни сениорски состави, како што се Португалија, Англија, Шкотска, односно Шведска, Германија и уште ред други репрезентации, секако и домаќина Полска, против кој имате и контролна средба другиот месец. Желба некој противник да се одмера филите со него на Европското првенство? Па, желба. Искрено јас не знам. Не би имал некоја желба, пред себе кажав дека кој да падне, наше е да го даеме својот максимум, да буквално да изиграме во исто темпо како што беше до сега, па се надеваме без разлика кои екипи да ни паднат, која репрезентација, најбитно да го даеме својот максимум и се надеваме на добри резултати. Оваа генерација направи многу во категоријата до 21 година. Ја останувате уште неколку месеци да играте заедно, но си го продолживте вашето играње за јуни следната година со самиот пласман. Ќе биде толку, потоа мора да се оди скалево напред. Очекувате ли, чекор по чекор, ако не целата генерација, барем некои, не знам, 50, 60, 60, 80% да дојдете до место во репрезентацијата? Па, очекувам, да, али сепак, не знам, први треба да завршиме оваа работа што ја почнавме, најбитно е таму да изгледаме добро, да биде добро, па после одам потом, мислам дека секој од нас во иднина би добил повик за нашата најдобра репрезентација. Што беше според вас она што беше одлика, односно квалитет на оваа репрезентација, значи на оваа генерација, на овој состав кој што настапувате во квалификациите? Што го одликуваше и што ви помогна да дојдете до тој успех? Па, според мене, најголема улога тука можам да кажам дека има исто и селекторот, Блага Милевски. Буквално на сите нас, уште од првиот момент кога дојде, не вклопи во, ете да кажам, во едно семејство. Буквално ние секој за себе има свој почит, секој со себе се почитува без разлика дали албанец, македонец, турчин, без разлика. Така и ван теренот, така и вон теренот, и мислам дека тоа, значи, дека тоа е најдобро за ова, мислам, што ни се случи до сега. Значи, онаа атмосфера која што имате во субликовалната... Па, буквално да. Знаете како да ја пренесете? Да, буквално и ван терен и надвор во терен. Таа сплотеност, тоа, мислам, во све сме сите заедно, да, склопени, да. Уште едно прашање, што може да се очекува на тоа, односно што посакувате вие да направите на Европско првенство и на личен и секако како колектив, како репрезентација на Европското првенство во Полска? Па како што кажав, буквално и живеевме за таа утакмица, сега живееме за ова првенство. Моја дека треба секој да се спреми доброто до тогаш, да го даде својот максимум, да идеме во натпревар и се надевам дека ќе биде добро. Ви благодарам многу што бевте гостин во просторите на Телеграф и секако што излеговте во пресвет за ова интервју. Ви посакувам они успеси кои што ги направивте во квалификациите, да бидат уште поголеми и на Европското првенство. Нека има многу голови, да се радуваат сите љубители на фудбал во Македонија, а успесите сигурно ќе дадат. Фала ми на поканата.